Добре дојдовте. Денес ке се нурнеме во една навистина бурна приказна од англиската историја. Ова не е само обична приказна за кралеви и битки. Не. Ова е приказна за раѓањето на една сосема револуционерна идеја, дека никој, ама баш никој, дури ни кралот не е над законот. Ке видиме како 4 клучни настани ја натерале некогаш се моќната круна да се потчини и со тоа ги поставиле темелите на правата што ги знаеме денес. И целата приказна, интересно, започнува со еден парадокс. Како е можно еден од најлошите и најомразените англиски кралеви, не сакајќи да го поттикне создавањето на еден од најважните документи за човековите права во целата историја? Па ајде да видиме како се случило тоа. Ама пред да зборуваме за тоа како моќта била ограничена, прво мора да разбереме од каде воопшто дошла таа огромна апсолутна моќ. И за тоа, нашето патување почнува во 11-тиот век, со еден настан што ја променил Англија од корен. Запаметете ја оваа година. 1660 година. Не, ова не е само обичен датум од учебниците по историја. Ова е годината што буквално ја прецртала картата на Англија. Пред неа имало расцепкани кралства. По неа се менува. Почнува ерата на еден крал, една круна и апсолутна моќ. Значи, што се случува во 1666-та? Еден човек, Вилијам освојувачот од Нормандија, решава да го премине каналот и едноставно да ја освои цела Англија. И успева. Резултатот? Се создава една моќна, централизирана монархија, каде што зборот на кралот е закон. Ама токму тука, во таа апсолутна моќ, се криело и семето на бунтот што ќе никне околу 150 години подоцна. И тоа не носи до нашиот втор клучен настан. А како што често се случува, кога имаш премногу моќ, доаѓа и злоупотребата. Англиските барони, најмоќните луѓе во земјата по кралот, полека, но сигурно дошле до точка на вриење. И таа точка на вриење конечно експлодирала во 1215 година. Резултатот е Магна Карта, или во превод Големата повелба на слободата. Замислете ја сцената. Бароните, на кои им дошло преку глава од бескрајните војни на кралот Јован без земја, од огромните даноци, од неговата тиранија, го прават до тогаш незамисливото. Го принудуваат кралот да седне и да потпише документ со кој в суштина си ограничува собствената моќ. Да бидеме јасни, ова се уште не е демократија. Ова бил, да речеме, еден очаен чекор на благородниците да се заштитат себе си. Ама принципот за ова бил апсолутно револуционерен. Замислете, со векови наназад, кралот бил законот. Што ке кажал тој, тоа било тоа. Неговата волја била конечна. И одеднаш, со Магна Карта, се појавува оваа луда идеја, дека дури и кралот мора да го почитува законот, дека и тој има граници. Оваа промена е фундаментална. Одиме од систем каде што волјата на еден човек е над се, кон систем каде што сите, ама баш сите, се подложни на владењето на правото. Ова е буквално семето од кое ќе израсне целото дрво на модерното уставно право. Магна Карта го поставила темелот, ама борбата, таа допрва почнувала. Супер, имаме документ, ама знаеме како одат тие работи, нели? Едно е да имаш нешто на хартија, а сосема друго е да го спроведеш во реалноста. Како да се осигураш дека кралот навистина ќе се држи до ветеното? Па потребна била институција, некое тело кое постојано ќе биде тука да надгледува, да ограничува. И тоа тело ќе стане познато како парламент. И така низ 13-тиот век се раѓа парламентот. Во почетокот имал две главни улоги: да го советува кралот и, можеби најважно од се, да му даве амин за собирање нови даноци. Со поделбата на дом на лордови за аристократијата и дом на општини за представниците на обичните луѓе, моќта за прв пат почнала на вистина да се дели. И сега доаѓаме до нешто што на прв поглед изгледа како огромен чекор назад. Една долга, крвава, разорна војна, ама парадоксално, токму овој конфликт ќе ја зацврсти моќта на институцијата што требало да го спречи токму тоа – парламентот. 100-годишната војна. Името малку лаже. Не траела точно 100, туку неверојатни 116 години. Тоа не била една војна, туку цела серија на конфликти помеѓу Англија и Франција. Зборуваме за борба што траела низ цели генерации и која, секако, оставила длабоки лузни и на двете нации. И кој е резултатот на крајот? Па, по повеќе од еден век борби, Англија во суштина
ја губи војната. Ги губи речиси сите територии што ги имала во Франција. Ама овој воен пораз имал една многу интересна, неочекувана последица. Принудена да се повлече од континентот, Англија го свртела погледот навнатре, кон себе си и кон морињата. Тука почнува да се гради тој незин препознатлив идентитет на островска нација. И тука доаѓаме до клучниот момент. Војните, особено оние што траат 116 години, се неверојатно, ама неверојатно скапи. За да ги платат сите тие војници, походи, оружје, на англиските кралеви постојано им требале пари. Многу пари. А благодарение на Магна Карта, тие веќе не можеле само да си ги земат. Морале да го прашаат парламентот. Замислете го тоа. Повторно и повторно. Во текот на тие 116 години, кралевите оделе во парламентот и барале пари. И со секое да, што го добивале, моќта на парламентот врз државната каса станувала се посилна. Значи, ајде да видиме што се случи. Почнавме со апсолутен монарх кој можел да прави што сака, а стигнавме до крал на кој му треба дозвола за да ги зголеми даноците. Овие настани, иако се случиле пред стотици години, не се само некои стари приказни. Тие се директно поврзани со принципите на владење што ги имаме денес. Ајде да го сумираме целиот пат. Се почнува во 1066-та, со апсолутна моќ во рацето на кралот. Потоа, скокаме во 1215-та, кога Магна Карта ја воведува таа револуционерна идеја. Никој не е над законот. Во 13-тиот век се формира парламентот, како чувар на тој концепт. И на крај, 100-годишната војна му ја дава на парламентот најголемата моќ од сите – контролата врз парите. Кој ги контролира парите, ја контролира и моќта. А наследството од сета оваа борба огромно е. Овие настани ги поставиле темелите не само за британското, туку и за модерното уставно право низ целиот свет. Самата идеја дека никој, ама баш никој не е над законот, е директен производ на оваа приказна. Истовремено, поразот во Франција, како што рековме, и помогнал на Англија да си го изгради својот уникатен национален идентитет. И сето ова не доведе до едно последно прашање. Од тиранијата на еден крал, па се до една крвава 100-годишна војна. Изгледа дека секој чекор напред кон слободата во оваа приказна бил роден од конфликт. И тоа не тера да се запрашаме. Дали борбата и конфликтот се навистина неопходни за да има напредок? Ете, едно прашање за размислување.